Веќе се наоѓаме на новогодишниот базар кој што официјално се отвори во текот на вчерашниот ден. Верувам дека ќе можеме да доловиме токму и оттука од таа празнична атмосфера која што на некој начин е присутна од самите производи кои што се представени на штандовите кои што се на овој базар. Станува збор за различни производи кои што се рачно изработени. Од новогодишен аспект се разбира, ги имаме разни новогодишни рачно изработени продукти кои што се овде представени и верувам дека ќе им се допаднат на нашите гледачи, но и на случајните менувачи кои што се токму тук. Ово утро сме заедно со Валентина Стефанови која што се представува со своите производи токму на овој новогодишен базар и ќе ни кажа многу повеќе за рачната изработка. Да и посакаме добро утро. Добро утро и нова. На самиот почеток сакам да ги воведеме нашите гледачи, односно да кажеме некои општи информации за овој базар, односно зошто вреди да се посети и што се е представено тука. Па, оваа година мислам дека Сити Мол го прави најголемиот новогодишен базар досега. Ке трае од 16 до 31 декември до самиот ден на новата година и ќе се представат некаде околу 50 ракотворци кои што ќе бидат поделени во 3 групи за да можеме нели сите да се представиме по 5-6 дена. И тоа е одлично за сите нас, пошто секој сака да си го представи нели производот да се види во најдобро светло. Да се види во најдобро светло, да видат луѓето што све можеме ние да искреираме. Па и 50 ракотворци е голем број, верувам дека ќе имаме навистина што да видиме. Ги напоменавте група 1, група 2, група 3. Вие сте група 1. Може да се види и сега рано наутро дека се отворени штандовите, има навистина преубави рачни изработки. Конкретно за вашиот штанд може да се види дека изработувате рачно сапуни и миризливи свеќи. Најпрво сакам да ве прашам за сапуните кои што се новогодишни сапуни. Како изгледа самиот процес на изработка и дали е тешко да се изработи еден новогодишен сапун? Самата изработка на сапуните од природни масла мора да потенцираме дека не е обичен сапун, затоа што на времето кога почнавме ние да го промовираме сапунот како органски производ за нега на тело, имавме некаква реакција, сапунче. Меѓутоа ова не се сапуни од детергент кој што се за дезинфекција на раце, туку се за нега на телото и задржување на хидратација на телото и лицето комплетно. Се изработуваат комплетно рачно од природни масла, природни путери, како какао путер, шија путер, маслиново масло, кокосово масло, значи све што е јадливо. И од самиот процес, од како ќе се почне производството на сапунот, до користењето на сапунот не имаме никакви штетни отпадоци, нити па штетни примеси во сапунот, така да можеме слободно да кажеме дека сме екопроизводители, покрај тоа што се грижиме за нашето тело, се грижиме и за планетата, што ни е многу важно. Ние мислам дека сега младиве се повеќе и повеќе го разбираат тоа, го прифаќаат и сакаат премногу. Мислам, прашањето беше нели зашто се одржуваат базариве, затоа што кога ќе дојде, кога ќе има таа лична комуникација, сакаат да праша. Значи не е само да го купиш од штанд, него сака да праша од што се состои, како се состои, на што делува и така натаму. Затоа и се случуваат и многу во последно време и ве благодарност на Сити Мол, што ни овозможува да направиме работилници за оние што се интересираат, да видат каков е целиот процес, како се произведува, како се доаѓа, како зрее сапунот, значи има повеќе етапи и има голема заинтересираност и не само за сапунот, за сите ракотворци, значи младите веќе се враќаат во тој свет и сакаат да пробаат нешто ново кое што ќе биде корисно за нив. Верувам корисно за нив, бидејќи напоменавте дека овие сапуни се изработуваат од природни состојки. Дали тоа значи дека се препорачуваат буквално за секој? Точно, буквално за секој. Има и некои одредени сапуни каде што се додаваат дополнителни, како е витамини и други масла, за посува кожа, за позрела кожа. Сега јас, например, воведов масло од канабис, кое што е за позрела кожа, да ја одржува, да ја хидрира длабинско, да ја чисти кожата. И така, секогаш одиме кон подобар и подобар производ за различни намени.
Верувам да, состојките се најважни, но генерално најпрво оно кое што не привлекува е изгледот. Без разлика дали станува збор за сапун, но еве веќе кога говориме за сапуните, може да се види дека ги имава најразлични новогодишни форми што навистина се атрактивни за сите, верувам што поминуваат од тука. Уште на самиот почеток кога дојдов на вашиот штанд го забележав ова сапунче кое што изгледа навистина необично и уникатно, да, и се разликува од другите сапуни. Еве може да го покажете за јас да го одржам микрофонот и да објасните како поточно се изработува ова сапунче. Така, ова сапунче е, значи, внатре е органски сапун, кој е направен од овие масла што рековме, и после сапунот се облекува во волна. Значи, одиме кон уште едно еколошки производ, се облекува со волна и после тоа со игличка, специјална игличка за волната, се боцка, односно тоа се вика фелцење на сапунот. Ние сме многу познати по фелцаните сапуни, мислам дека една или две изработуваме вакво нешто, пошто е макотрпно. Меѓутоа, секогаш креацијата ти доаѓа во моментот. Еве сега новогодишно и баш го правиме, нели, новогодишни, зависно од потребата од побарувачката, луѓето си нарачуваат по нивно, нели, дали сака снешко, дали што и да е. Сега, зашто го облекуваме сапунот со волна? Затоа што знаеме дека волната е најпознат, најдобар, најздрав ексфолијатор за кожата. Значи, комплетно чисти кожата при капењето, да кажам. Помага, да, чисто ја чисти кожата, без да користиме синтетички спужви и тоа. Комплетно, откако ќе се искористи, се става на ваква решетка. Обавезно сите сапуни уствари, затоа што немаат конзерванси, се ставаат на решетка, се исцедува и после сапунот може да се користи, нели, повторно, се додека не се испразни. Интересното во ова е што кога ќе се потроши сапунот, може да се засече позади да се стави друго сапунче, меѓутоа може и откако ќе се исуши да се користи за брошче, за така различни намени, ги користат за привезок, за ланче и така. Значи, комплетно производот има круг. Не е за еднократна употреба. Убаво е што напоминавме повеќе детали за ова сапунче, напоминавте дека е макотрпен тој процес на изработка, но верувам дека уживате при самата изработка. Пред малку ја држав, това е свеќе, ако не се лажам. Да, така да, свеќе. Напоминавте уште пред да почнеме дека оваа ви е омилена. Сакам пред самиот крај да напоменеме нешто повеќе за изработка на новогодишните свеќи. Нашите свеќи се изработени од чист восок од соја. Значи, во последно време слушаме, гледаме, дека восокот од парафинот комплетно се исклучува, затоа што се повеќе и повеќе се докажува колку многу штети, освен на дишните патишта, штети и на нервните завршетоци, и затоа се исфрла. Почнавме со изработка на свеќи од чист восок од соја. Сојата, восокот од соја го викаме крал на свеќите, додека многу добар е и восокот, пчелиниот восок, кој е кралица на свеќите. Све друго не се препорачува. Мирисите, пошто се овие миризливи, исто мирисите се од етерични масла, значи комплетно, и тоа е комплетно природно. Значи од производ до трошење на свеќата немаме никакви отпадни материи. Значи секогаш одиме кон екопроизводи. Оваа ми е омилена затоа што пред некое време читав за розевата панда и решив да си ја направам како новогодишна свекичка. Имаат прекрасни мириси. Сега за нова година се, нели, за релаксација, за да зрачи домот со овие украси. Верувам дека, односно, барам според мене и светките кои што се наоѓаат на самата свеќа повеќе го доловуваат тој празничен период и таа празнична атмосфера. Ви благодарам многу за одвоеното време. Што имавме можност да напоменаме дека е отворен еден ваков новогодишен базар во Скопје за сите оние рачно поставени производи кои што можеме да ги видиме токму. Ви благодарам и јас за посетата и еве ги поканувам сите заинтересирани, сите што сакаат рачни изработки, сите што сакаат природни производи да поминат во Сити Мол, значи од 16 до 31 да ги видат нашите изработки и верувам дека секој ќе си го најде своето поклонче за најблиските. Благодарам уште еднаш.
Се надевам дека со сите овие вклучувања ја доловуваме таа празнична атмосфера и таа празнична магија, како што велат многумина. Уште еднаш ќе напоменеме дека овој новогодишен базар во Скопје ќе се одржи до крајот на ова година, така да верувам дека доколку ви се допадна, слободно можете да дојдете и да видите што всушност нашите ракотворци рачно изработуваат и како всушност ја пренесуваат преку нивните производи, нивната креативност.